Почитувани гледачи на телевизија Мега, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со. На самиот почеток морам да ви кажам дека навистина ми представува особена чест и задоволство, затоа што моја и ваш денешен гостин е еден млад режисер, кој што во моментов работи представа во Битолскиот народен театар Ангелчо Илиевски. Пред се здраво и до тебе, добре дојде во мојата емисија. Ви благодарам на поканата, ми е драго и ми е чест да бидам дел од емисијава. Така, задоволството е обострано, преценили. Ете се надевам дека ќе имаме навистина убав разговор, со цел сите наши гледачи подетално да ги запознаеме со вас и со вашата работа. Како што кажа во самата најава, во моментов работите на представа во Битолскиот народен театар. Пред скоро време, односно пред неколку денови ја најавивте на пресконференција, подготовките се веќе во тек. Ајде да не откривам јас премногу, кажете ни вие поконкретно за што се работи. Така, пред околу недела дена почнавме со проби на текстот на Горан Стефановски Дупло дно. Тој еден текст што многу време го сакам и размислувам да го работам. Мислам дека сега некој дојде времето да се работи тој текст и ми е особено драго што истиот го поставувам во мојот матичен театар, Битолскиот народен театар, со една прекрасна екипа. Подготовките веќе се почнати, како што кажавте и вие, недела дена имаме читачки проби. Си викам дека на пат сме да направиме една многу интересна представа, која би требало да проговори за една општа ситуација која нас не притиска и така натаму. Суштина представата говори, главната тема некако на представата си викам дека е слободата, или некако ја возиме идејата, ја движиме идејата на Јаков да се срушат зидовите во нашите глави. При тоа е еден текст, а се трудиме и ние да направиме една представа која ќе биде крик за слобода, која ќе каже колку самите ние веројатно си ствараме некои блокади, некои зидови. Прашање на што е цензура, што е автоцензура. Си викам дека автоцензурата е некако посилна од ова претходно. Така да, во представата игра една многу сериозна и многу добра актерска екипа. Петар Мирчевски го игра Божо, Филип Мирчевски го игра Јаков, Катерина Аневска игра Кристина, Габриела Петрушевска игра Параскева, жената на Божо, и Филип Мирчевски го игра Нове. Така да на пат сме да се трудиме уште многу, да работиме уште многу, али ја мислам дека имаме еден таков силен зафат зема на овие недела дена, некој стално се чувствува во кој правец оди представата. Јас имам некој многу чувство дека одиме на некој многу убав пат и се надевам дека ова ќе биде на многу успешна представа. Така, верувам јас и ви го посакувам тоа со оглед на тоа што навистина одлична екипа, актерска екипа стои позади оваа представа, но од друга страна навистина интересно звучи самата содржина, самиот текст кој што го најавивте, верувам дека ќе привлече огромно внимание кај сите влюбеници во театарската уметност. Кажавте дека самата представа Дупло дно по текст на Горан Стефановски дојде некако во вистинско време. Дали долго време ви беше предизвик да ја поставите, односно да ја режирате токму оваа представа? Па вака, уште на студии размислував за тој текст, па помина повеќе време, направив повеќе представи, али некој стално ми тежеше, го носев како да ви кажам, како товар што некојаш треба се направи. Сега е вистинското време за текстот. 83-та е пишуван. Текстот 84-та има праизведба во Драмски театар, го поставува мојот професор Слободан Унковски. Своевремено била одлична представа на тој театар. Од друга страна, стално си викам, го правил мојот професор, па како јас ки го направам, али некој после толку време си викам дека една од главните идеи на Јаков е вика како да се остане уметник во овие матни времиња. И што значи слободата на уметникот, и што значи затварањето на уметникот прво самиот, као што стравот е избор, така и слободата е избор. Прашање е некако како се гледа на работите, начинот на размислување. Овие прашања се отвараат во текстот, а ние ќе се потрудиме да тие прашања истите доминираат и во представата. Како гледаме на работите, како гледаме на светот, како гледаме на театарот денес, што е театарот. Текстот е поделен на 3 дела. Првиот дел е блиска иднина,
вториот дел е блиско минато, третиот дел е сегашност. На крај завршува во театар. Така да, што за нас представува иднината? Како ние гледаме на иднината? Што ќе се случува понатаму? Не само со уметноста, со животот, со државата, со Балканот, со Европа и така натаму. Незалудно се наметнуваат како ситуации и околност, седативите во тој прв дел. За мене, јас барем иднината за 5-10 години ја гледам, макар да сега тоа е искра, Николец, али за 5-10 години тој ќе стане страшно апатично, едно апатично време, кај што некој ќе изгубиме желба за се. Се дури има еден, има надеж. Така да, се дури ние не пуштиме крик, не можеме да очекуваме дека нешто ќе се случи. Веројатно треба да некои работи да се подгорат, вика огнот гори, се дури го одржуваш. У истиот момент, ако не се одржува, може да изгасне, после проблематично. Звучи многу интересно, ете јас верувам дека ги заинтересира и нашите гледачи. Се разбира ќе го видиме сето тоа, оној краен предизвик, премиерата, кога се очекува, кога можеме да ја видиме? До крајот на март, веројатно тоа би било 27 март, од прилика. Сега уште немаме договорено крајен рок и датум, али си викам крајот на март дека треба да излеземе со премиера. Исто така имаме на представата работи одличен авторски тим. Валентин Светозарев е сценограф на представата, Благој Мицевски е костимограф, Марија Нечак работи музика. Така да си викам со ваков тим, актерска екипа, текст, све имаме, си викам дека ќе оди. Така, верувам дека така ќе биде, се разбира дека благовремено ќе ги известиме и сите наши гледачи околу самата премиера и за сето она па што ќе се случува, па ќе го споделиме исто и со нив. Нема да го продолжам разговорот во однос на представата, да не откриваме повеќе, мислам дека начнавме доста интересни работи, ете со цел да го привлечеме нивното внимание, причина плюс зошто да присуствуваат на самата премиера на Дупло дно или пак на останатите прикажувања токму тука во Битолскиот народен театар. Вие после пауза од 1 година работите повторно во матичниот театар, во Битолскиот народен театар, каде што работите во оваа институција сте дел веќе 2 години. Ајде, прво би сакала да започнеме со на работа во Битолскиот народен театар, на што претходно сте работеле, па после тоа да ги запознаеме нашите гледачи и за оние останати театарски проекти каде што сте работеле вие. Така, во овој театар претходната моја представа беше сонетите на Шекспир. Тоест, тоа беше проект, беше поделен на 2 дела. Првиот дел беше на мојот колега Јован Ристевски, вториот дел беше мои сонети, макар да тоа се 2 различни представи. Еве Месецов игра 10 и 11 представата. Тој беше многу интересен, за мене многу интересен предизвик. Пред се сонетите ги работевме по повод 400 години Шекспир, така да не е драмски текст, сонетите се поезија. Така да за мене предизвик беше како од поезија да се направи прво, пошто јас ја правев драматургијата на драматуршката форма на текстот, така да од сонети, од поезија да се направи драмска структура со развивање на ликови, развивање на односи, на ситуации, на состојби, а после тоа да најдеме начин како да го преведеме на сцена. Така да тоа е една интересна представа, магична представа, и визуелно и животно, да речем, внатре. Макар да од многу тежок материјал, јас мислам дека успеавме да направиме представа за која јас многу се радувам. Тоа беше првата моја представа во овој театар. Дупло дно сега е втора моја представа овде. Се надевам дека ќе има уште. Се надевам. Зависи како ќе излезе втората се. Така се надевам и еве ти посакувам од срце, нели, да има што се поголем број на представи кои што ќе ги поставуваш токму тука во Битолскиот народен театар. Освен овие представи, сонетите и оваа која што моментално ја работите тука, каде Ангел Чилиевски има си работено? Па вака, ево што вика мој колега, наш прекрасен голем глумец на театарот Пепи Мирчевски, повеќе работам надвор од што работам дома. Секогаш е така. Последната моја представа што ја направив пред 2 месеци, тоа беше во Народно позориште Ниш во Република Србија. Брод љубави, по текст на Небојша Ромчевич. Тоа беше еден сериозно голем проект, кај што игра 18 глумци, да речеме 15 беа
од ансамблот, тројца или четворица чинам имаше гости, глумци од други театри, огромна сценографија, многу костими, тој еден спектакл кој трае 2,5 сати. Ден денес е полна салата на тој театар. Пред 2 недели од како се игра се купуваат карти, така да стално е распродадена представата. Има огромен успех. Некако ми е многу драга таа представа, дека ми е втора представа после една моја многу драга представа во тој театар, а тоа е Где е нестал Хармс. Кога веќе ја спомнав Хармс, тоа ми е представа од пред Брод Љубев во истиот тој театар. Представа што има многу голем успех. Скоро учествуваше на 4 до 5 фестивали во Србија. Освои најдобра представа во целина на 52-иот Јоаким Вујич. Тој е фестивал на професионални представи во Србија. Таа година се одржуваше во Грачаница на Косово. Така да особено ми е чест дека се случи таа представа. Тоа е представа што збори за слободата на уметникот, као што збори сега и Дупло дно. Некако тие теми стално ми се предизвик и некако инспиративни за работа. Извинете што ќе ве прекинам, ете задржете си ја мислата за да се вратиме на тој муабет кога веќе ја спомнавте представата Где е нестал Хармс, каде што токму на фестивалот во Србија ја добивте наградата за најдобра представа во целина. Кажавте дека е од огромно значење за вас, но пред се колку таа награда представува за вас мотив и инспирација за понатомошно работење? Многу, особено дека таа награда е добиена за таа представа, мене ми значи многу. Јас знам каков се ние процес имавме, дури ја правевме представата. Така да имавме многу ситуации кај што некој почнавме да го живееме Хармс на сцена. Така да во еден момент имаше некои политички политички случувања во театарот, па имаше некој ваму, па некој од проби не ваде од сцена за да ние чекаме да се случи. Некој целата таа ситуација некој работеше за нас и ми е многу драго дека се изборивме до крај. Истата представа морам да споменам дека на друг фестивал во Алексинац на правоизведени текстови, сепак тој текст за Хармс е авторски нов текст, го работевме со Мила Машовиќ, еден прекрасен драматург од Београд. Ја доби наградата за најдобар текст. Душан Матиć што го игра ликот на Хармс освои најдобра машка улога за истата представа. И што ми е најнова информација, многу драго и многу се радувам, истава представа Где е нестал Хармс пред 5 дена ја поканија на еден од најголемите европски светски фестивали во Москва, во Русија. Тоа е Интернационалниот Станиславски фестивал. Браво, така честито, нека се множат успесите. Фала ви. Таа представа ми е многу драга и сега се чека одобрување дали ќе влезе во селекција на фестивалот. Тој е сепак еден многу голем и многу сериозен фестивал, кај што пред се ние често само ни пратија покана, дај Боже да учествува представата и така натаму. Тој е сепак фестивал каде што лауреати се Петар Фоменко, Игман Бергман, Ентони Хопкинс и така натаму. Сериозни луѓе. Дали можеби оваа представа, планирате токму со оваа представа да гостувате во Македонија или да учествувате на некој од фестивалите тука од Македонија? Со цел нели и ние македонците да видиме за што поконкретно станува збор. Представата Хармс гостуваше во Скопје минатата година во Македонскиот национален театар. И како беше прифатено од македонците? Одлично, многу критики имаше тогаш за представата. Браво. Се надевам дека ќе ја донесеме и во Битола да се игра заедно со мојата најнова представа Брод љубови. Во преговори сме со директорот на Битолски театар да ги донесеме и двете представи, некои да се одиграат една по една во 2 дена. И ќе ми биде исто многу драго да се играат овде на оваа сцена. Уште една моја представа што ја правев во Србија, во Београд, тоа е Случај Рупа, правена по 2 текста на Ежен Јонеско. Така да тоа беше помал проект, али многу интересен за мене. Истиот сега има покана да учествува на еден фестивал во Амстердам. Така да си викам и таа представа некој треба живее и дај Боже да живее уште многу. Пред тоа работев во
Пред тоа работев во Хрватска, во Осијек, ММЕ, текст на Дејан Дуковски. Тоа исто така беше една многу интересна представа и многу интересен процес. Исто бев асистент на по режија на Иван Поповски во МНТ. Заедно ја направивме Мајсторот и Маргарита, што е еден огромен спектакл, веќе се игра на сцената на МНТ. Работев при крајот на студии, му бев асистент и на мојот професор во истиот театар во МНТ, на текстот на Дејан, Изгубени германци, сум ги сработил Семени приказни, Цензор, и не ми текнува уште некој сигурно има. Не би сакал да заборавам, ама некои сите ми се драги представи, особено еве некој ги споменав кој така посебно мене ми значи. Така, во секој случај морам да признам дека со оглед на тоа сте млад режисер, доста театарски представи имате позади вас на кои што вие сте работеле, се надевам дека ќе имате одлична кариера и уште многу проекти во иднина. Како се сеќавате на вашето прво професионално театарско искуство? Каков беше предизвикот за вас? Токму тогаш ете да поставите прво ваше режисерско театарско дело. Прво професионално театарско дело ми е представата Семени приказни на Билјана Србљановиќ. Тоа е многу значаен текст, некако многу значајно говореше и тогаш, а и сега е преактуелен тој текст за распадот на општеството, распадот на системот представен преку деца, преку игра на деца. Така да го работев со мои колеги од академија, кои што веќе беа завршени во тој период. Почнавме со проби на Факултетот за драмски уметности, читачки проби. Така да имаше една многу интересен простор таа представа, кај што на цела сцена имаше песок, многу една метална конструкција. Така да некако како се движеше представата, тоа се распаѓаше полека, али беше интересно дека низ призмата на тие деца, низ нивната игра, уствари се гледа тој распад во општеството. Тие деца како сунгер попримаат од нивните родители, од телевизија, од медиуми, од вамо, од тамо, од улица и некако го играат. Тоа што го играат уствари е слика и прилика на едно општество во кое живееме. Многу се радувам за таа представа, штета што немаше услови да продолжи да се игра. Тоа е представа што е одиграна 5 пати и петиот пат беше на фестивалот Лица без маски во Скопје. Многу ми е криво што некој представата исто беше работена без буџет и некој немаше стален простор. Така да ми е криво што не остана да живее таа представа. Знам и верувам колку екипата се труеше и ја сакаше представата. Али ете ќе се спомнуваме. За добро ќе ја спомнуваме. Така, во секој случај убави сеќавања ете. Сепак се работи нели за ваше прво професионално театарско остварување како режисер. Она што ме интересира како млад режисер, која представа или кој текст е предизвик кој што сакате да ви се случи, да го работите во догледно време? Или има повеќе? Иванов на Чехов. Тоа е сега рано, за некое време, веројатно ми треба да помине време, треба да помине некоја да се состави екипа, да се најдат луѓе и така натаму, али еден ден би сакам многу да го работам Иванов на Чехов. Него тоа ми било предизвик, пошто Чехов ми е еден од најомилените автори, да не кажам и најомилен автор. И би сакал еден ден да го сработам Иванов и се надевам дека тоа ќе се случи, ќе му дојде неко правото време за да тоа се направи. Така, дај Боже да ви се оствари нели сето тоа што си го имате замислено. А што ви е најголем предизвик од тип на жанр да работите? Во кој дел се наоѓате вие најмногу? Па пред се работам драма, пред се работам психолошки реализам. Вајда можам некојаш и би требало во мојата кариера да сработам комедија, што мислам дека некој најтанак сум таму, али мислам дека трагикомедија и психореализам, тоа го работам и се надевам дека некој мене ми исполнува, мене ми значи
и тоа е просторот кај што некако мислам дека ги истражувам и моите теми и некој ги наметнувам прашањата што мене ме интересираат, некој наоѓам сок, содржина во тој правец, си викам. И сега, откако малку попрофесионално ве доловивме до нашите гледачи, нели се разбира во однос на вашата работа, целта е што поблиску да ве доловиме до вас, што повеќе информации да им откриеме. Ангел Чоилиевски потекнува од Кочани. Така. Таму учеше основно образование, средно образование, па високото образование го продолжи на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Ајде би сакала прво да започнеме од тоа кога се роди твојата љубов токму кон театарската уметност. Вака, да, роден сум во Кочани и во градот е драмскиот аматерски фестивал. Така да уште од мал зборам у множина со мојата екипа што понатаму направивме аматерско друштво, некој стално другари си одевме и гледаме представи, така да тогаш доаѓа интересни групи, гледавме представи, гледавме текстови. Мислам дека тоа не зарази, тој фестивал некако не зарази. Не работевме од почеток, составивме една мала група на луѓе, некако се здруживме на дружина и не почнавме во Домот на културата, ами во еден помал простор, мултикултурен центар. Така да се сеќам и морам да ја раскажам една анекдота, кај што ја напишав тогаш текст, моите другари игра, во тој простор немаше рефлектори, па купувавме конзерви, да ги сечеме оваквите, да ставаме горе на рефлектори, да направиме топови. Ни требаше за сценографија, така размислувавме, ни требаше за сценографија едно дрво, па отидовме, сечевме навечер, го носевме, никој да не гледа во театар. Мислам дека тоа беше желба, аматеризмот значи љубов, желба. Така да се собравме на екипа и почнавме да работиме представи. Првата гледајќи од сега била катастрофа, а и не се откажавме, така да продолживме понатаму и втора и трета, направивме. Третата наша представа беше многу успешна, се префрливме во Домот на култура и тоа ни беше успех, дека преминавме малку посериозна институција. И таму ја направив една представа по мој текст и тогаш таа представа доби награда на Драмскиот аматерски фестивал, најдобра представа у целина, јас режија, мој другар глума и така натаму. Мислам дека од тогаш веќе се отворија некој немаше лево или десно, и некој бев решен или тоа или ништо друго. И 4, 5, 6 години уствари сме работеле аматеризам и после тоа се запишав на Факултетот за драмски уметност. Некој немав друг избор. Некој не сакав да размислувам на нешто друго. Знам дека од средно нормално бегавме од часови за да одиме у театар. Знам дека измеѓу оваква паузи стално зборевме и кој текст ќе правиме, што ќе правиме, па што мислиш ти за ова. Ќе се вратиме на часови. Завршив средно техничко, така да мислам никогаш и не се пронаоѓав. Тоа беше еден нов смер, никогаш не се пронаоѓав таму. А мене ми е драго што ја и ден се надевам никогаш во животот нема да ја изгубам љубовта кон театарот. Како и да звучи тоа патетично или не знам како, тоа се осеќа. Ентузијазмот, желбата, крикот, што е тоа и максимум давање во театар. Во театарот нема штедење, нема на пола, нема, Нина го кажува, славата, блесокот и така натаму. Не го нема тоа во театарот. Има желба, има работа. 1% е талент, да, се разбира, талент мора да има, али многу работа, многу труд, многу отворено, будни гледање и размислување, пошто уметноста, театарот треба да биде будното око на општеството и да ги следи сите аномалии на општеството и при тоа да наоѓа начин како истите да ги коментира. Не, затоа е богата уметност и затоа обстојува толку години колку што обстојува. Така да, ето, тогаш влегов на Факултетот за драмски уметности во Скопје, во класата на професор Слободан Унковски, кај што се прима само 6 студенти, ние влеговме во класа 4. Така да, пошто на режија примаат секој 4 години по 6 студенти. Ете, јас имав среќа некој таа генерација да примаат класа, да не чекам. И ми е многу драго што професор ми беше Слободан Унковски.
и што многу го почитувам, многу го сакам и во тој период и како татко, и како пријател, и како човек, и како советник, и како се многу научив од него, некако најбитно е да имаш добар професор. И прашање е колку ти си спремен да примиш од него и да научиш. Така да се разбира и понатаму и само надградување, и работа, и труд, и си викам, се си доаѓа некој само по себе, се склопуваат коцките. Така, во секој случај, нели, како што кажавте, освен талентот кој што го поседува една личност, потребна е макотрпна работа. А согласна сум со вас, барем од сите оние мои гости кои што биле актери, режисери или слично, сите го делат истото мислење дека кога човек еднаш ќе влезе во театарот, ќе стапне на штиците што живот значи, тогаш нема излегување од тука, буквално како некоја друга. Така, во секој случај. Кажа дека на некој начин уште од мали нозе си бил предодреден токму за театарот, за режирањето, но на што ме интересира колку ете од тие години уште, од таа мала возраст ја имаше поддршката од своите блиски? Па никогаш мене, да речеме, имам многу примери кај што веројатно некои ги оддалечиле од тоа, ги насочувале кон нешто друго. Јас сум единец, немам ни брат ни сестра некако, тоа не значи дека сум веројатно разгален. Ама од друга страна никогаш не ми забранувале и не ми наметнувале ништо да размислувам поинаку, па демек сега тоа е хоби, па ќе преидам у нешто друго. Не, јас сум ја имал целокупната поддршка, особено од моето семејство, понатаму од моите другари што ми биле од мали, сега сме исто заедно и така натаму, некои од нив се веќе многу познати глумци. Така да никогаш и ништо не успеало некој да ме одврати од тоа. Освен што сум тогаш и како аматер и режирав и играв во представи како глумец. Тогаш напишав, макар сега ги читам, не биле лоши, три драмски текста. Така да имам зад мене две книги поезија, што исто ми е мене многу така драго, некојаш сум тоа што сум го напишал, се издало неком. Сега све што ќе напишам си го чувам неко за лично, неко сакам да биде, тогаш ги објавував. Не се гледам во ништо друго освен во ова. Да ме прашаат уште еднаш кога би се родил што би сакам да бидам, јас веројатно пак би го одбрал истото. Некако секој треба да го работи тоа што го сака, секој треба да го прави она што го исполнува и она што го прави среќен. Најлошо е во животот да правиш нешто не сакаш или да работиш нешто што ти е мачено. Немој, не си отежнувај. Еден живот. Просто треба да се искористи секој на свој максимален начин и веројатно да допринесе нешто правејќи го тоа позитивно на општеството, на самиот себе си, на блиските и така натаму. Така, многу убаво кажано, морам да го признам тоа. Во моментов работиш само на театарски представи. Така. Дали ти се предизвик филмовите, рекламите? Дали се гледаш во иднина да работиш на нешто тако, на некаков таков проект? Ја филмови сакам многу, ама сакам само да гледам. Јас мислам не е тоа моја бранша, некако не е. Веројатно се завршува поинаква школа за филмска режија, како што е пракса. Така да може би еден ден ќе се нафатам, не можам да кажам не за нешто што доаѓа. Али сега за сега не се гледам ниту во филмската индустрија, ниту во телевизиската продукција и така натаму. Сепак театарот има некоја своја поинаква магија. Него се случува. Театарот, пример, има еден многу интересен пример. Композиторот пишува музика, останува некаде запишано, останува на CD. У секој момент може да се пушти, да се отслуша. Сликарот прави некоја слика и таа е тука, присутна е. Се завраќаме кај театарот. Една театарска представа се случува сега и одма, тука е пред нас. Значи, ќе заврши представата, исчезнува се. Не може у секој момент да се покаже представата, да се извади од джеп и така натаму. Така да после тоа остану каде исчезнува представата, од кога ќе заврши. Што се случува со неа? Се трга сценографија, костим, музика, заминуваат глумците, останува празна сцена. За тоа таа магија е многу интересна. Филмот останува екранизација и така натаму. У секој момент
Некој за тој чуден театарот, моќен, не мислам, сигурно изгледа патетично што го зборам, ама некако таа магија е неопислива што се случува на проби. Мислам, има милиона анегдоти кај што ќе дојде глумец уморен, болен и така натаму, после пробата си оди здрав. Чудно е, некако се случуваат некои многу интересни ствари. Тоа е благородна професија. Така е во секој случај. Уште едно мислење што би сакала да го слушнам од твоја страна е околу моменталната театарска состојба во Македонија, но од друга страна околу алтернативната сцена во Македонија. Така. Па добро, ја генерално мислам дека од една страна се направија многу добри работи, од друга страна мислам дека театарот повеќе години ни е малку во криза. Али зошто викам во криза? Поради тоа што некако не ги отвараме доволно темите што треба да ги отвориме. Некако заборавивме да ставиме на важност зошто е битен театарот и што театарот у суштина треба да прави во едно општество. Дали да се заблагодарува или дали да коментира. Мислам дека тука малку се разнишавме и тука заборавивме на некои основни театарски принципи и основни театарски вредности. Не можам да кажам дека ништо не е направено за овие години. Ја мислам дека се направи еден многу убав театар во Скопје, многу убав театар во Велес, се направија многу интересни представи што се значени за македонската култура, да е тоа Мајсторот и Маргарита во Маната, представата на Морфов, Животот е прекрасен, Иванов во Битолски театар и уште многу други представи. Само мислам дека не треба да забораваме што е основната функција на театарот. А јас мислам дека тоа е таа криза која трае веќе со години. Зошто го правиме ова што го правиме? Заборававме да поставуваме основни некои прашања со кои веројатно треба театарот да се занимава. Затоа мислам дека сега гледајќи ги театарот во Македонија, мислам дека се поредко имаме добри представи. Тоа е загрижувачко. Значи, збориме за една земја кај што била театарски многу богата земја. Зошто сметате дека тоа е така? Немаме доволно стручен кадар, немаме екипа, немаме финансии? Зошто се прават спрема вас лоши представи? Мислам дека одговорот на ова прашање е во дуплото дно. Во представата што ја работиме сега. Таа представа се занимава со овие прашања и ги коментира. Прашање на гледање, начин на гледање. Ја мислам дека почнавме како уметници да ставаме некои ѕидови, малку повеќе да ја затвараме устата, отколку што треба да биде гласна, пошто театарот треба да биде гласноговорник. А мислам дека во последниве неколку години театарот станува малку нем, што мене тоа не ми се допаѓа искрено. Така да, пак ќе кажам, слободата е избор. Не мислам дека недостасува стручен кадар. Имаме и кадар и така натаму. Прашање се, и тоа е широка тема. Имаме ние моментално еден факултет за драмски уметности што опстојува повеќе години, имаме помлад факултет исто за драмски уметности приватен, така да прашање едните кадри, другиве кадри, кој каде, што, како, многу прашање и многу голема дискусија може да се отвори тука. Макар да мислам дека проблемот е до нас, проблемот е до уметниците. Пак ќе кажам, забораваме зошто правиме театар. И од друга страна мислам дека проблемот е малку и до како да кажам, власта. Прашање што се дозволува да се работи и што не се дозволува да се работи и кој колку работи и зошто работи и на кој начин работи. Мислам дека таму, во тој, кога ќе рече некој министерството нас ни дава и така натаму. Не, тоа има должност кон нас уметниците да ни дава, пошто се наши пари. Али ние од друга страна мораме сериозно, доследно, искрено, слободно да го правиме тоа што го правиме. Така да затоа мислам дека и еднава и другата страна се виновни зошто театарот ни е донесен до овој степен. Се разбира, не е отиден по нула, али мислам дека имаме капацитет. Имаме сериозен капацитет.
да имаме многу добар театар. На време наши представи на мојот професор Слободан Унковски треселе на стеријните фестивали. Значи со многу стеријни награди, представи на Љубиша Ѓоргиевски, значи треселе таму, кога ќе се спомне доаѓа македонски театар. Некако изгубивме таа желба, таа волја да се бориме, да одиме, да достигнуваме повисоки цели, да некој имаше, на мој професорка Елена Лужина викаше, малку тоа стапчето треба да се става понагоре да се достигнува летвичката. Така, не знам дали до крај ви одговорив на прашањето, али дека е сјајно, не е сјајно, дека треба да се бориме, дека треба да работиме и да ги зачуваме вистинските вредности на театарот. Стално го зборам тоа што у суштина театарот значи и кој е негово основно значење. Кога ќе пробаме сите некој искрено да пристапиме кон тоа, мислам дека имаме одличен театар. Така, сега би сакала малку оваа професионална работа да ја оставиме настрана, со цел малку да ве доловиме до нашите гледачи од аспект на приватен живот, каков сте вие како личност во приватноста, што е она што го сакате или кои се оние работи во кои што најмногу уживате приватно? Како да ви кажам, тешки теми. Па не знам, пред се сакам да се дружам, сакам да разговарам со мои колеги, со мои другари. Би сакал стално да седнеме некаде, дали тоа некој ресторанче, некој кафич, некој кафанче, да дискутираме, да разговараме. Имам две прекрасни кучиња што многу ги сакам, сибирски самоједи, некој ми исполнуваат многу. Некојаш, и то преку лето, кога ќе најдам слободно време, обожавам да одам на риболов. Така да тоа ми исполнува многу. Имам еден колега професор на академија во Србија, по драмски уметности, има едно езерце, така да се договоривме преку лето да одиме таму. Не знам, сакам да гледам филмови, сакам да слушам музика, квалитетни филмови. Телевизија не гледам многу време, така да ето, од тоа сум се откажал. Неко стално ги пратам работиве. Сакам да гледам што се случува во држава, во Балканот, во светот. Сакам да ги следам светските теми. Читам литература, читам книги и така. Дали имате време покрај сите овие обврски, посебно покрај работните обврски за некој спорт, дали може би практикувате нешто такво? Сум се скарал со тоа на мои 7 години, татко ми бил одличен фудбалер. И се надевал кога му се родило машко дете да ќе биде исто фудбалер и ми купил топка и ме запишал на ваква на фудбал. И после првиот час ме отпишал. Со тоа што наместо да си играм со топка, сум застанал од страна и сум ги гледал другите како си играат. Така да никој не ме привлекувал спортот. Еве сега сакам пример кога се игра светско првенство, ракомет или кошарка или европско што god да е. Сакам да гледам понекогаш, не ме интересира. Едноставно не ми е провокативно, не ми е инспиративно. Така, бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата, само кажете ми кое е мотото кое што вас ве води низ животот. Јас стално имам една работа што самиот си ја кажам, дека секој сам на свој начин, со свое размислување, со свое гледање може и кога искрено би си одговорил пред себе што сакат, може да го направи тоа. Само мора да си има желби. Без желби, без соништа, ништо во животот. И секој со својот крст начело, како што вика Нина Заречна од Галеб кај Чехов. Така, јас ви благодарам премногу што бевте мој денешен гостин во емисијата Отблиску со. Ке ви посакам уште многу успех во иднина, сето она што го имате замислено да ви се исполни, се разбира уште многу успешни проекти на професионален план. Ви благодарам. Ви благодарам и вас многу, беше драго. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Отблиску со. Јас верувам дека и со мојот денешен гостин успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте, се разбира да останете и понатаму на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување, имајте убав остаток од денот.